Десетина пишувачи на афоризми од нашата држава се собраа на втората вечер на македонскиот афоризам во Кочани. Целта на настанот, како што беше речено, е да се доближи до јавноста овој сатиричен жанр, затоа што постојат многу малку можности афоризмите да се објават, да се презентираат и да бидат подостапни. Ваквиот начин на директна комуникација со слушателот е избран како најсоодветен, затоа што се практикува извесен период во целата држава. Последната средба на афористичарите се одржала во Струмица, а нивен домакин во петокот во салата на мултикултурниот центар беше Кочани. Ланската година во оваа иста сала се договоривме дека во оваа сала од сега натаму кратенката АРМ нема да значи она што го знаеме сите, него кратенката АРМ во оваа сала ќе значи афористичка репрезентација на Македонија. Афористичката репрезентација на Македонија лани го играше првиот натпрев овде во оваа сала и доби многу позитивна оцена за својата игра. Сега на вториот натпревар имаме доста дебитанти, имаме отсутни од минатогодишните, меѓутоа се надевам дека годинашниот состав исто така ќе биде квалитетен и ќе донесе насмевка на вашите лица. На вечерта на македонскиот афоризам во Кочани дојдоа афористичари од Струмица, Скопје, Струга, Штип, Делчево, како и двајца домакини. Сите тие представија дел од своето богато творештво, за што добиле значајни признанија и награди на домашно и меѓународно ниво. Одржувањето на првото издание на вечерта на македонскиот афоризам во Кочани беше под покровителство на локалната самоуправа. Ние минатата година ветивме дека ќе ја поддржиме оваа манифестација и следната година и ќе се потрудиме да ја омасовиме, избогатиме, па еве сега можност да докажеме дека можеме да го реализираме тоа. Солиден број пишувачи на афоризми се активни во Македонија, но кај нас ги има помалку. Учесниците рекоа дека повторно би сакале да гостуваат во Кочани, па организаторот Јане Атанасов се обврза манифестацијата во иднина да стане традиционална.